Проблематично и дискутабилно обвинение кое ќе биде речиси невозможно да се докаже. Најмалку 3 кривични дела наместо едно, загрозување на општа сигурност, произлегува од самиот обвинителен акт за трагичниот пожар во Кочанското кабаре. Правната фела оценува дека обвинетите треба да се поделени во повеќе категории, односно дека дел од нив треба да одговараат за бесправна градба и реконструкција, втори за несовесно работење во службата. Третата категорија на обвинети се оние директно поврзани со настанувањето на пожарот и последиците со 62 мртви и над 200 повредени. Личната одговорност која јавното обвинителство ќе се обиде да ја докажува, сметам дека ќе биде прилично проблематична и вака поставеното обвинение ќе остане отворено да видиме во наредните денови како и на кој начин ќе биде оценето од страна на Советот за оцена на обвинителниот акт. Адвокатот Туфегич не е убеден дека обвинителите толку лесно ќе се откажат од вака поставеното обвинение. Едноставно не е само да се поднесе обвинение и тоа е фактички причина зошто останува печатокот дека некои обвиненија се поднесени наменски. Од некои обвиненија зависи понатамошното напредување и кариера на некои јавни обвинители. И други адвокати реагираат дека обвинители, случајно во брзење или пак намерно за брзо унапредување, поставиле погрешно обвинение, а повисоките обвинителства не реагирале. Новинарот Бранко Геровски пак смета дека станува збор за фалично обвинение, кој што треба да биде вовед во една судска лакрдија. Досегашната артикулација на револтот на унесркените до сегашните протести, сето тоа јасно укажува дека станува збор за обид на Коцевски и на неговата инсталација во јавното обвинителство од самиот старт, да се искомпромитира потрагата по правдата за Кочанската трагедија, да се произведе обвинение што ќе виси на стаклени нодзе, да се принуди судот да суди со јакобински методи, а кога сето тоа заедно нема да биде доволно, да се смират душите на унесркените кочански семејства, кабаетот да падне на владата. Републичкиот обвинител пак се правда. Го потврдува веќе кажаното дека со поднесување на обвинението не значи дека не продолжила истрагата за други евентуално инволвирани. Во моментот на подигање на обвинение немаше докази во однос на инспектори во УЈОП. Меѓутоа, предистражната постапка беше отворена веднаш и таа се уште трае. Со тоа што со завршување на обвинението не значи дека заврши и постапката за Кочани. За трагедијата во Кочани обвинети се 34 и 3 фирми и сите се товарат за тешки дела против општата сигурност. Вториот обвинителен акт е против сопственикот на фирмата за обезбедување Рубикон, кој се товари дека лично дал инструкции за употреба на пиротехника, дозволувал влез на малолетници по полноќ и работел без безбедносен план.